Беше тоа на 22 септември 1921 година, кога по одлука на министерот за аграрна реформа на Кралството на Југославија, сите четници во Македонија добиле по 10 хектари земја. За таа цел требало да достават биографски податоци до Василие Трбиќ, а тој да даде препорака дали земјата треба да се даде или не. Беше тоа на 22 септември 1946 кога во Народна република Македонија биле одржани првите избори за уставотворно собрание, кое потоа го донело и првиот устав на Народна република Македонија. Беше тоа на 22 септември 1975 година, кога авионот типот Антонов 2Р со регистрација СП WNZ на операторот ЗУА при слетување на Скопскиот аеродром се судрил со друг авион Антонов. Другото летало Антонов не било толку уништено колку првото, побило отпишано од полскиот регистар и во 1987 е поправено и пререгистрирано како југословенско летало. Беше тоа на 22 септември 1991 кога за прв пат во Република Македонија бил изведен свет чин опход на моштите на Свети Климент Охридски чудотворец. Опходот траел до 6 октомври истата година. Основоположник на македонската и на првата словенска православна црква и втемелувач на националната самобитност на македонскиот народ. Беше тоа на 22 септември 1992 кога во Штип е отворена првата приватна специјалистичка гинеколошка ординација во Република Македонија. Беше тоа на 22 септември 1992 кога е воспоставена авионската линија Скопје-Москва. Беше тоа на 22 септември 1993 кога во Бали, Индонезија, Република Македонија е примена во Светскиот совет за енергија. На 22 септември 1898 е роден Борис Спиров, македонски лекар и политичар. Во 1946 тој известно време бил министер за социјални грижи, а во ноември истата година бил избран за председател на Уставотворното собрание на Народна република Македонија. Од 30 декември 1946 до истиот датум 1947 е председател на Народното собрание на Македонија, а потоа и прв подпредседател на Президиумот на Народното собрание, се до крајот на 1950 кога му завршил редовниот пратенички мандат. По пензионирањето во 1960 години работел приватно во Скопје. Подоцна се преселил во Бугарија, каде ги поминал последните години од животот. Во 1966 Президиумот на Народното собрание на Народна република Бугарија го одликува Борис Спиров со орден 9 септември. Починал на 19 октомври 1974 година во Софија, а бил погребан во Плевен. На 22 септември 1935 година во струшкото село Велешта е роден Бекир Жута. Тој бил на разни раководни функции во општина Струга, член на извршниот совет на Собранието на Социјалистичка република Македонија од 1967 до 1969, помошник на секретарот за урбанизам од 1970 до 1975, судија на Уставниот суд на Социјалистичка република Македонија од 75 до 1983 година, вице-гувернер на Народната банка на Македонија од 1986 до 1992 и подпредседател
на првата влада на самостојна суверена Македонија во два наврати, од 20. март 1991 до 4. септември 1992 и од истиот датум до 30. октомври 1998 како кандидат на ПДП и ПДП-НДП. Пензионерските денови ги поминувал во родното велиште Скопје. Бекир Жута почина на 30. август 2010 година во Скопје по долго боледување. На 22. септември 1979 година е родена Дивна Пешиќ, професионален спортист, повеќе од 20 години се занимавала со стрелаштво. Таа е најдобриот стрелец на сите времиња со малокалибарна и воздушна пушка во Македонија, со 37 државни рекорди во женска и машка конкуренција. Во 2008 била прогласена за најдобар стрелец во Македонија во категорија на сениорки, а во 2009 актуелен државен првак во две дисциплини со малокалибарска пушка. Два пати учествувала на Олимписките игри во Сиднеј, Австралија 2000 и Атина, Грција во 2004. Има постигнато врвни резултати на европските и светските надпреварувања. Со сликарство, техника масло на платно, почнала од 13 годишна возраст и досега има реализирано повеќе изложби во земјава и во странство. На 22. септември 1944 година во една битка на партизаните против балистите кај селото Премка Кичевско, откако беше тешко ранета, умре Ибе Паликуќа, македонска хероина од Втората светска војна, водач на чета од македонската 4-та ударна албанска бригада и борец против италијанските фашисти и албанските балисти. На своји 17 години таа го дала животот за слободата на Македонија, херој и за македонскиот народ и за сите етнички малцинства во Македонија. На 8. октомври 1953 Ибе Паликуќа е прогласена за народен херој на Народна федеративна република Југославија. На 22. септември 2009 година умре Коле Чашуле, македонски писател. Роден како Никола Кепев, четврто дете во фамилијата на Стева и Илија Кепеви, во 1925 тој е посвоен од војко му Илија Чашуле, со што официјално го добива презимето Чашуле. Во 1952 заминува на својата прва дипломатска должност во Торонто, каде е именуван за генерален конзул на Југославија во Канада. Подоцна станува југословенски амбасадор во Боливија, Перу и Бразил. Во 1956 е именуван за прв министер за култура на Народна република Македонија. Работи како директор на Радио Скопје, уредник на списанијата Нов ден, Трудбеник и Современост, главен и одговорен уредник на Разгледи, управник на Македонскиот народен театар. Тој е еден од иницијаторите за формирање на Друштвото на писателите на Македонија, а едно време и негов председател. Подоцна станува член на Независни писатели на Македонија. Членувал и во Македонскиот пен центар, бил член и на Македонската академија на науките и уметностите. 22. септември е меѓународен ден без автомобили.